Не за математика, ние не сме експериментални глувци, не ми треба математика, ке бидам министер. Се дел од пораките и паролите што ги извикуваа средношколците од Општинското средно училиште Ац Русковски на денешните протести низ улиците на Берово. Средношколците својот револт го започнаа во дворот на училиштето и преку центарот на градот се упатија кон општинската зграда, каде извикуваа "Ние сме иднината, сакаме поддршка". Покрај притисоците и заканите со намалување на поведение, одржување на дополнителни часови од страна на директорот и професорите, тоа не ги спречи беровските гимназијалци да се приклучат во голем број, а поддршка добија и од некои ученици од останатите класови. Сега ние сме четврта година, ние се соочуваме со проблемот да полагаме математика за матура, но и тие што си трета и втора година и прва година, за година 2-3 ќе имаат иста судбина како нас. И јас мислам, а и сите тука што сме собрани, дека и тие треба да излезат масовно, да не поддржат во нашите барања, бидејќи тие ќе полагаат математика и тие ќе имаат како математиката како задолжителен предмет. Екипата на Малешнет добија матерско видео и соопштение од страна на гимназијалците, каде што обвинуваат за криење на нивните транспаренти и изреволтирани од ситуацијата сакале да ја бойкотираат целоставната настава. Рано зутрина ни ги затворија транспарентите кои што беа изработени од страна на учениците кои што учат во Васил Русковски. И не ни дава, бидејќи знаа за денешниот протест кој што ќе биде. Исто така проба да ги натераат помалите ученици од помалите генерации да останат на часови со закани и со намалување на поведението, што не ни ги дадоа транспарентите, ја бойкотиравме наставата. Мислам дека сме мнозинство и дека ние сме ученици во ова училиште, не може никој нешто да ни наметне. Со цел средношколскиот протест да има посериозен карактер, учениците вчера изготвија хамери и платно со соодветни пораки. Денес пред започнување на протестот, истите беа побарани од страна на учениците, но не ги пронајдоа на оставеното место. Ги побараа од вработените кои најпрви рекоа дека не знаат ништо во врска со тоа, за подосна под наша упорност да признаат дека им е дадено забрана за отклучување на просторијата, поточно училишниот подрум во која беа сместени материјалите. Исто така во план беше преку училишниот разглас да се информираат сите ученици од прва, втора и трета година за поддршка на протестот, што не беше овозможено поради отстранување на дел од опремата за звучно емитување. Поради околностите, притисокот и воочувањето на ситуацијата, протестот започна час порано од предвиденото. Бевме револтирани поради тоа што некој сака да ги скрати нашите права, како што веќе наведовме, поради недостигот од потребна опрема за информирање на останатите, со одење од училница во училница, ја баравме поддршката. Учениците од останатите генерации беа мета на закани и уцени од нивните професори, кои по наредба од директорот им се закануваа со намалување на оценки, поведение, одржување на изгубени часови. Стравот кој им беше наметнат, авторитетот кој што го уживаат професорите кај помалите генерации беше главна причина за учениците да не можат да го изразат својот став. Притисокот се одрази и врз учениците од Пехчево, значи беа оневозможени да се приклучат на протестот. Со други зборови, надлежните и вработените во гимназијата беа многу исплашени и правеа се што можат да не спречат во нашата намера, која всушност не е наше законско право, велејќи ни да постапуваме разумно, се со цел да нема последици ни по нив, ни по нас. Поддршка беровските матуранти добија од нивните родители и граѓаните на Берово, кои го оправдуваат нивниот протест само без немири и инциденти. Да, апсолутно ги поддржувам средношколците и се приклучувам кон нивните протести. Протестите мислам дека се фер протести, демократски и мислам дека средношколците ќе успеат. Поддржуваме и обрадуваме ги. Поддржуваме. Се е тргнало штрајкове, нека штракувају. Демократија се подразбира. Треба се поддржи. Само да нема немир. Директорот на Беровската гимназија и професорите не сакаа да коментираат за настанот. На екипата на Малешнет и беше забрането да снима во просториите на училиштето со наредба од директорот да го напуштиме местото. И по престуденото време учениците денес излегоа низ улиците на Берово за да покажат своето незадоволство и велат дека ќе одат до крај со нивните барања. Средношколците од целата држава веќе неколку време протестираат против воведување на математика како задолжителен предмет за полагање на државна матура.